Дали на студентите од Македонија им се исполнети сите услови за студирање? Колку тие се задоволни и да видиме? Кажи ми, како е да се биде денес еден студент во Македонија? Одлично. Како се чувствуваш ти како млад човек и студент? Па мислам искрено дека е во ред. Студентите секој пат треба да барат и барат повеќе. Океј е сето тоа, меѓутоа гледаме стипендиите од 3000 се 6000 денари. Па за сега е добро. Дали Натаму ќе видиме. Условите во студентските домове, стрикно Гоце Делчев е супер. Има најави дека другите ќе се реновираат и тоа е тоа. А кажи ми за условите во студентскиот дом, какви ви се? Студентскиот дом, за разлика од претходни години што имаме видено, за сега е окей. Ама може да се подобри. Во која смисла? Па јадењето, реновации некои и слично. Сепак, нели, на 9 кат или на 14 пешки не се оди. Па тоа да, не знам, прво се оправдува оти штеда струја за мерките, ама сега веќе не и на секој 2 дена се расипуваат лифтовите. А какви се условите во мензата? Дали има храна? Дали ви се ветани тие? Па јас персонално баш не одам во менза, Како што можеме да видиме? да, и тоа. Значи сам подготвуваш. Зошто не одиш во менза? Не ти се допаѓаат условите на храната? Па да. И нема oatmeal во менза. Доколку се исплатат стипендиите, нели, оброкот и кредитите, дали ќе имате протести, ќе најавувате за лошите услови за другите работи? Па стипендиите според мене треба да се исплаќаат навремено, не вака како што е сега и со оброкот и со стипендиите, а доколку се навремено и кој што треба, ќе нема протести. Дали ќе има протести? Има тела кои го работат тоа и веројатно ќе проценат дали треба да има протести или не. Нормално секогаш може подобро и океј е младите да бидат бунтовни и да бараат повеќе. За сега е многу лошо, бидејќи не може да се верува на институциите, како МОН што е. Нема ништо навремено не прават. Ветуваат само дека, например, оброк ќе пуштат до петок, до другата недела, а нема ништо тако. И тоа е. Дали ќе бидеш и ти дел од протестот утре? Па, може ќе биде. Кажи ми, што очекуваш од државата? Што на вас студентите ви е ветено? И што исполнат? И што не исполнат? Па, навремени исплати на оброкот не беа ветувани, но не се исполнети. Беше ветувано зголемување на оброкот, но не знам дали ќе се случи, треба денес и утре да се случи. Навремена исплата на стипендиите нема уште. Треба денес, утре да исплатат последен рок. Ама не знам дали ќе се случи пак. А доколку ви исплатат, дали уште ќе бидете револтирани и ќе протестирате или пак? Па би бил револтиран, пак каснат 7 месеци со исплатата. Веќе не се трапи ова. Некој му се потребни тие пари. А дали студентите времето треба да го губат пред шалтер или треба да се дигитализира образованието? Да биде дигитализирано нормално. Какви ви се условите во таа? Например, Штипскиот факултет е целосно дигитализиран, додека УКИМ се уште не е, веројатно тоа мора да се среди. Па не, дефинитивно треба да има дигитализација. Посебно за документи за сместување и слично. Да, дефинитивно треба да се дигитализират, бидејќи веќе живееме во 21 век, се е дигитализирано. Не треба да има шалтарски работници, не треба да чекаме по 1 сат, 2 за да донесеме документи да оставиме. Многу време трошиме, што искрено го немаме сега. Да. Сега сте дигитализирани? Пријавувате онлайн? Па ние сме на Финки, да, кај нас е, ама пак има места дека што се чека многу. Кажи ми, што очеку... Само до нашиот факултет, например за потврда за редовен студент, на многу места може да ни пуштат на нас и преку мејл да ни пуштат, само да ја препратиме, ама не прифаќат. Па само да имаме место за престојување и како, например, студентскиот дом да ги исполнува сите услови за потреба за живење
Од мензата храната само да има храна. Па кај нас на Финки е скоро се дигитализирано. Па мислам дека повеќе од времето не губиме.